Македонска, но и бугарска делегација се поклонија денеска на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас. Речиси цел државен и политички врв му оддаде почит на македонскиот револуционер, великан, херој. Делегација предводена од председателот Пендаровски, премиерот, подпредседателот на Собранието, опозицијата, пратеници и градоначалници. Првиот човек на владата Димитар Ковачевски не даде изјава за медиумите. Тој 151-та годишнина од раѓањето на Титанот ја честиташе преку социјалните мрежи и го греши познатиот цитат на Делчев. Идеалите на безвременскиот визионер Гоце Делчев, кој пред повеќе од еден век го разбрал светот како поле за културен напредок меѓу народите, се разбра наманет и патока за политиките на владата на Република Северна Македонија, поставени на диалог и на почитувањето како врвни културолошки и цивилизацијски придобивки. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН не гледа проблем доколку било кој бугарин денеска оддал почит на македонецот Гоце Делчев, но проблемот според него е што овој голем ден се чествува во атмосфера на голема поделеност, иако власта ветувала дека ќе ги подобри односите со Бугарија. Затоа како може да се подобрат односите, одговорот го знаат и бугарските политичари, кои според Христијан Мицкоски не вратиле во средниот век. Ние сме горди што имаме еден таков човек да го славиме и е дел од нашата историја, дел од нашиот македонски ген. И тоа е чувство на задоволство и среќа кај секој еден честен и честит македонец, без разлика каде се наоѓа. Дали е денеска во Македонија овде или насекаде во светот. И второто е чувството на разочараност, чувство кое што кај мене се создаде денеска, чекорејќи од онаа прва барикада преку втората барикада довде до оваа црква. Бугарската делегација беше предводена од министерот за внатрешни работи Иван Демерџиев, кој не се согласи со засилените безбедносни мерки. Не биле дојдени за провокации, туку да оддадат почит, бидејќи целта на тие провокации била да ги разделат македонскиот и бугарскиот народ. Това е правилниот пат, ние не бива да се поддаваме на провокациите. Провокациите, целта на тези провокации е да ни разделят. Ние нямаме повод да се разделяме. Ние сме съседи, ние сме народи, които традиционно се уважават. А дали доликуваше вака да се слави роденденот на деецот, се прашуваат и историчарите. Од аспект на граѓанин, припадник на македонскиот народ и историчар, мислам дека апсолутно не доликува од аспект на тоа што Гоце Делчев е дел од народот и мислам дека не заслужува да се заштитува на некој начин или да се одделува од народот. Така што видов таму пред да влеземе како делегација дека голем дел од граѓаните не им се дозволува да доаѓа, што за мене неприфатливо и не го разбирам. Наместо 151-иот роден ден на идеологот Гоце Делчев да се одбележи во духот на најдлабока почит кон неговото херојство, денешниот ден ќе се памети по безбедносна операција од сериозни размери со цел да се избегнат инциденти.